Кој што прави Заев и Мицковски и другите, фала многу. Дека дишам. Очекувам да умираат за Македонија. Сите умреат за Македонија. Док они умираат за Македонија, Македонија умре пред нив. Пред нив, да. Значи, Антонио Милошевски бил фатен, според Александар Деневски. Бил фатен како тајно преговара со Љубисав Иванов Дзинго. Тоа е точно. Да направи трансфер во социјалистичка партија. Тоа Латас го објави. Тоа е точно. Латас го објави. И бидејќи овие го фаќаат жив, симулираат или прават симулација Антонио Милошевски да се разболи, да му се слоши бидејќи штрајкува со глад и со брза помош, кај што е на смена човек кој симпатизира или член на ВМРО-ДПМН, е изнесен од шаторите кај што штрекувате. Која е улогата на Антонио Милошевски? Значи Латас имаше многу големо влијание на тие протести. Онија имаше тогаш таа емисија Профил или гледано од страна, нешто така беше. И таа емисија имаше доста голема гледаност, тогаш немаше интернет, немаше други средства за информирање, многу гледана беше таа. И немаше толку емисии, да. И он ме викна во таа емисија и тоа беше првиот ден од протестите пред штрајкот со глад. Практично он имаше договорено со Мирјана Китановска да имаат интервју и ја му се јавив и му кажавте молам да ми дадеш простор да се произнесам бидејќи полицијата при известувањето за протестите рече еден од организаторите е Филип Петровски, член на Унија на млади сили на ВМРО-ДПМН. И практично со тоа сака стигматизирајќи мене не бев, ама ја немав инструкции од ВМРО да правам протести. Јас си ги правев како студент. Бевте само член без некоја оперативна функција. Не, член бев на извршен комитет на подмладокот. Да. Но она што беше битно е, јас тоа го правев, ја во ВМРО влегов ради идеологија. Не ми даде мене ВМРО идеологија. Идеологијата беше за Македонија да се бориме.